Почитувани любители на спортът, добър ден, аз съм вашият водител Драган Гошев, Чико. Ова е емисијата Фудбалот од подруг агол. Денес почнуваме со прегледот на третото коло на Ла Лига и на премиера. Прво ќе почнеме со премиер лигата. Првото утакмица е Челси Лутон, во која Челси во цела утакмица доминираше и можеме да кажеме дека ова е утакмица каде резултатот е очекуван. Борнемаут Тотенхем е исто утакмица каде што Тотенхем беше апсолутен фаворит и на крајот тоа се потврди. Манчестер Юнайтед Нотингем Форест. Манчестер Юнайтед беше дома во заостаток од 2 гола, но на крајот успеа да ги стигне. Меѓутоа, ако Манчестер Юнайтед сака да биде во првите 4 екипи, овакви утакмици не смеат да му се случуваат мислејќи на резултатот, односно овакви екипи како Нотингем Форест треба да ги добива многу по-гладко. Евертон Волфс 0-1. Евертон е во агонија уште од лани едва се спаси, оваа година продолжува и ова губење на бодови на домашен терен не оди во прилог на тоа да тој се стабилизира во скоро време. Бренфорд Кристал Палас. Ова е лондонско дерби во кое што овие две екипи од 8 можни 7 пат поред игра нерешено. Во модерниот фудбал има такви работи. Покасно ќе видиме и во Шпанија се дешаваат такви работи. Значи, наредниот тип е Арсенал Фулам. Заврши 2-2, во кој што Арсенал имаше многу повеќе шанси од Фулам, но овие неколку години Фулам е стабилна екипа, знае да изигра добро, а особено добро играат во последните години во лондонските дербија. Знаете дека и Арсенал од Лондон и затоа заслужено по мене Фулам однесе бод од Емирейтс, стадионот на Арсенал. Брайтон Вест Хем 1-3. Брайтон имаше две брилјантни победи од по 4-1 во првите две кола. Очекувавме сите дека тоа ќе биде и на ова утакмица, но Вест Хем има добар состав, предводен од Мојс, и тие оваа утакмица потполно ги изненадија и сосема заслужено победија. Кога сме кај Брайтон, би сакал да спомнам дека оваа година ги појача играчот Милнер, кој е дете на Лиц и кој по испаѓањето на Лиц 2000 година помина во Манчестер Сити, од каде после голем број на години беше во Ливерпул и нормално овие 42 години кои што ги носи тој играч не се за екипа во Ливерпул која претендира да игра на 4 фронта. Знаете, во Англија има 2 купа, првенство и Лига на шампиони. Брайтон оваа година го сврстуваат во екипа која треба да се бори за врвот, има искуство, но тоа треба да го потврди со игрите понатаму. Шефилд Юнайтед Манчестер Сити 1-2. Сити има 3 комплета на играчи кои што може во секое време да играат, една од најспремните екипи во оваа лига, и малку се изнамачија со Шефилд Юнайтед, која е цврста екипа, но на крајот сепак заслужена победа на Сити. Барнли Астон Вила. Барнли како нов премиерлигаш и Астон Вила како многу искусна екипа. Ова е очекуван резултат, бидејќи искуството што го носи Вила доминираше на оваа утакмица и тие заслужено победија. Еден од најинтересните надпревари го изиграа Нјукасл од Ливерпул, две екипи кои претендираат на самиот врв. Нјукасл водеше 1-0 се до
Само момент да видам, се до 77-та година, кога Клоп направи измена и го влесе Давид Нюнез во игра, кој му се реваншираше со 2 гола за конечна победа на Ливерпул од 1-2. Би рекол дека Ливерпул не смее да се дозволи такви утакмици, значи прво да губи па да трча резултат. Би требало по-гладко да ги добива утакмиците, но за вакви любители на фудбалот, како нас, овие утакмици се благодат затоа што стварно беше утакмицата набиена со набој. Инаку да спомнам уште една работа за Суперлигата. Суперкомпјутер, кој со внесени информации и податоци за сите играчи и за сите екипи и за резултатите во последните 20 години, даде интересно предвидување за крајот на лигата и тој прогнозира вака: Сити и Арсенал ќе се борат во мртва трка за првото место и на крајот суперкомпјутер прогнозира дека Сити ќе го освои првото место. Трети и четврти екипи малку изненадување, но тоа по тоа што го кажува суперкомпјутерот се Ньюкасл и Брайтон, а за испаѓање се предвидува да испаднат Бърнемаут, Шефилд Юнайтед и Лутон. Одиме на колото во Шпанија, тоа е Ла Лига. Таму имаше исто интересни резултати. Првата утакмица беше Лас Палмас Реал Сосиедад, каде утакмицата заврши 0-0, една, би рекол, неинтересна утакмица. Реал Сосиедад гледаше да не прими гол и тоа успеа. Тоест Лас Палмас гледаше да не прими гол. Реал Сосиедад напагаше и беше по-добар тим во утакмица, но не успеа да даде гол. Селта Реал Мадрид, интересна утакмица, 0-1 заврши. Селта имаше шанса да победе, имаше прилики, шутира, беа многу активни, но на крајот Реал, па јас би кажал, заслужено победи и тие се утакмици кога, да кажеме, и начинот на кој што се стегнува до шампиони. Значи, во тешки утакмици е битно да се победи. Кадис Алмерија, овие две екипи изиграа 1-1. Некако Кадис се трудеше како домакин да стигне до победата, но Алмерија сосема заслужено откина еден бот. Гранада Мајорка, крајно интересен надпревар, каде што домакинот запна со сите сили. Утакмицата заврши 3-2 и беше многу интересна со 5 гола. И на крајот Гранада сосема заслужено победи. Севилја Жирона. Севилја, интересна екипа, во криза е со игрите во шпанското првенство. Самиот резултат 1-2 го кажува тоа, но Севилја како препородена игра во Европа и овие европски утакмици некако повеќе им одговараат. Затоа ги кажуваат и 7 трофеја кои Севилја ги има во своите витрини од Лигата на Европа. Вилјареал Барселона, крајно интересна утакмица, каде што Барселона победе 2-0, но Вилјареал брзо се врати и изедначи, и потоа Барселона ја обрна утакмицата и сосема заслужено поведува. Исто така би замерил една работа на Барселона, ако сака да се во трка за шампиони во Шпанија, во никој случај не смеат да примат 3 гола. 3 гола во гости се многу. Валенсија Осасуна. Валенсија Осасуна, резултатот 1-2. Валенсија неколку години поред е во криза, неколку години поред никако не може да се приклучи на врвот на Ла Лига.
Некако таму американските собственици много тежко се сногиат. Значи, от кога дойда, овој клуб никако да тргне напред. Осасуна, реков и минатиот пат, Осасуна игра фудбал како Атлетико Мадрид, значи да не прими много голови, а да даде гол. Атлетико Билбао Бетис. Ова е исто крајно интересен надпревар, заврши 4-2, Бетис поведе, но Атлетико Билбао на крилата на навивачите стигна до заслужена победа. Сега овде би кажал нешто за Атлетико Билбао како клуб. Клуб, значи, основан е 1889 година. Интересно е дека првиот дрес им е донесен од Англија, од Саутемптон, и затоа овие пругите што ги имаат се од тоа се всушност боите на клубот на Саутемптон. Имаат 8 титули во Ла Лигата. Уште една интересна податок најдов на интернет кој што сакам да го споделам за Ла Лига. За тоа од каде доваѓаат, значи, шампионите во Ла Лига, од кој регион на Шпанија. Значи Мадрид има 46 титули, од кој Реал има 35, Атлетико Мадрид има 11. Каталонија има 27 титули, нормално од Каталонија само Барселона е била шампион и сите 27 титули препаѓаат на Барселона. Во Баскија регионот има 10 титули, Атлетико Билбао има 8, Реал Сосиедад има 2. Во регионот Валенсија има 6 титули, сите 6 титули се на Валенсија, фудбалскиот клуб Валенсија. Во Андалузија има 2 титули, од кои едната е на Бетис, другата е на Севилја. И регионот Галиција дава еден победник, тоа е Депортиво Ла Коруња со феноменалната екипа 99-2000 година. Во Шпанија постои еден трофеј кој се доделува на голманите. Тоа е трофејот Замора, крстен по шпанскиот голман, по аргентинскиот голман на Еспаньол. И тој трофеј се дава за играч, тоа за голман, добро, и голманот е играч нормално, за голман што има брането 90 минути на повеќе лигашки кола во целото првенство. Значи, му се брои дека нема примено гол, ама ако има изиграно цела утакмица. Прв пат овој трофеј се има доделено 1929, нормално првиот примач е Замора. Најмногу голмани со по 5 титули имаат Виктор Валдес од Барселона со 5 сезони и Јан Облак, кој моментално брани во Атлетико со 5, но Јан Облак има големи шанси во наредните сезони да биде најдобриот голман и голман што има освоено најмногу трофеи во надпреварување, би рекол, меѓу голманите нормално. Бетис, за Бетис сакам исто да спомнам нешто. Бетис ќе спомнеме за играчот Хоакин Санчес Родригес, и скратено Хоакин, кој оваа година се пензионира, значи веќе не игра. Тоа е легенда на клубот. Тој има играно преку 500 утакмици за Бетис. Освен за Бетис, има играно и за Валенсија, Малага и Фиорентина. Исто има 51 настап за репрезентацијата на Шпанија. Интересно е дека тој не е роден во Севилја, него е роден во регионот на Кадис, во местото Ел Пуерта де Санта Марија. Би кажал дека понатамошниот пар е Гетафе Алавес, една крајна неизвестна утакмица.
реално беше да завърши нерешено. Меѓутоа Гетафе на крајот успеа да даде гол и да ги вкнижи трите поени на негово конто. Последната утакмица е Рајо Ваљекано Атлетико Мадрид. Ова е малото мадридско дерби, така наречено. Тоа се екипи кои резултатот е 0-7, неочекуван. Меѓутоа морам да спомнам дека Рајо Ваљекано, иако резултатот е огромен, огромна разлика направи Атлетико, морам да кажем дека тоа се работи за два пријателски клуба, кои до неодамна, додека Атлетико го имаше стадионот Висенте Калерон, беа, ајде да кажеме, комшии, двата стадиона беа на 2 км оддалеченост и Атлетико Мадрид во својата историја најмногу играчи има позаимувано на Рајо Ваљекано. Значи, на еден начин може да кажеме дека Рајо Ваљекано е предплатен да зима играчи од Атлетико. Знаеме дека Атлетико има добра школа и моментално исто има играч од младинскиот погон на Атлетико кој игра за Рајо, тоа е Рикелме. Инаку сакам да ви зборувам малку за Рајо, да кажем нешто. Рајо го има првиот председател жена во Ла Лига, тоа било во 70-те години, кога 7 години поред мораме да кажеме и успешно, бидејќи тие не отпаднале тогаш, играле во прва лига, успешно бил воден од таа жена. Атлетико Мадрид, малку за генетиката, за генезата на Атлетико Мадрид. Луѓето нон-стоп ме прашуваат, зошто така играат тврдо, со малку повеќе физика, со малку повеќе сила, зошто играат повеќе, внимаваат на својот голман. Се има почеток. Почетокот на таа игра, на тој стил на игра кој што сите ние како навивачи на Атлетико Мадрид го прифаќаме, почетокот е со доаѓањето на аргентинскиот тренер Хеленио Херера, кој што доаѓа во Атлетико 49-та и таму е до 52-та, тоа е првиот пат, втор пат доаѓа во 60-та година. Интересно е дека тој доаѓа во Атлетико и освојува 2 шампионски титули во 50-та и во 51 година. Потоа оди во Милан од 60-та до 68 година и таму освојува 3 серија А, значи 3 шампионски титули и 2 европски купа. Стилот кој што овој тренер го игра, нормално прво во Атлетико, а потоа во други клубови, има тренирано едно 7-8 клуба во Европа. Во Италија, италијанските спортски новинари го крстат Катанаџо. Катанаџо, јас мислам дека на италијански значи катанец. Значи, даде гол и затвори играта. Дали ви да асоцира тоа на играта на Чоло Симеоне? Дали знаете оти тој е аргентинец? Тоа е таа иста школа. Тоа е таа генеза што Атлетико ја игра и што ние како навивачи ја очекуваме. Мора да спомнам уште една работа. Атлетико Мадрид е физички најспремната екипа не само во Шпанија, јас ви тврдам и дека тоа е во Европа. Атлетико Мадрид го има еден од најдобрите тренери кој што ги спрема играчите, тоа е тренерот Ортега, тој е уругваец и тој е 25 години во Атлетико. Имав среќа да се сретнам со него, да се сликам и да му кажем 2-3 збора дека тој по мене е еден од најзаслужните, што нашите играчи се меѓу најспремните и меѓу најдобрите во Шпанија. Човекот ми се насмеа и ми рече благодарам, многу ми значи тоа. Ова беше третото коло. Драги слушатели, драги гледачи, ви благодарам. До гледање и до слушање.